Почитувани гледачи, добре дојдовте во новото издание на емисијата Тавординација. Оваа Тавординација започуваме на тема што е со останатите патологии со кои се соочуваат граѓаните не само од Струмица, туку од целиот југоисточен регион. Станува збор за проблем кој што некако и како да го занемаривме покрај COVID-19. Лекарите не престанаа да ги прегледуваат пациентите, а пациентите не престанаа да имаат проблеми со другите патологии. Каква е состојбата во Струмичката болница, која речиси 250.000 пациенти од целиот југоисток се лекуваат во Струмичката болница? Во продолжение да го погледнеме и прилогот. COVID-19 ја помести перцепцијата за лекување на останатите патологии со кои се соочуваат пациентите. Струмичката болница во која гравитираат околу 250.000 пациенти од речиси целиот југоисток, под посебни здравствени протоколи ги третира и заболувањата кои не престанаа со појавата на пандемијата. Пациентите треба да имаат трпение за да бидат прегледани од соодветниот специјалист. Не се запоставени ни другите клинички слики од патологијата од која имат проблем. Пред урологија, ортопедија и хирургија, денес затекнавме пациенти кои чекаа пред амбулантата за преглед. Велат дека лекарите работат, примаат пациенти и не се чувствуваат запоставено. Сум за ортопед. За ортопедија сте има лекар, предпоставувам? Да, има. Чекам ред. И па не знам, сега видех, имам термин овој ден. И не знам како ќе. Хирургија. Сега дојдовме и чекаме кој доктор. А кој не знам. Инвазивните зафати течат според протоколите со негативен ПЦР тест. Се третираат сите патологии без исклучоци. Сите патологии кои што пациентите имаат потреба за третирање и лекување во Струмичката болница се третираат навремено и соодветно според посебните протоколи кои што се изготвени од Комисијата за заразни болести заедно со Министерството за здравство. Лекарите велат, оделенијата се преполни, а дневно на дневна амбуланта доаѓаат и по 50 пациенти во една смена за диагностицирање. Лекарите велат дека доколку пациентот побара лекарска помош за било која здравствена услуга, при тоа се позитивни на COVID-19. Паралелно се лекуваат и од вирусот, но и од заболувањето кое не смее да се доведе до акутна состојба. Ги слушавме и пациентите што велат за услугите на лекарите и како тие се снаоѓаат во време на пандемија, односно епидемија во земјава, а во продолжение предлагам да ја слушаме и целата изјава на директорот на Струмичката болница. Што се случува со патологиите, како се третираат и како се движат практично нештата кога еден пациент е веќе позитивен, но постои и друга патологија. Дали чекаат пациентот да се лекува од COVID-19 или пак паралелно со цел да не стане акутна болеста. Во Струмичката општа болница лекувајќи се гравитираат околу 250.000 жители од бившата Струмичка општина, почнувајќи Ново село, Босило, Василево и Валандово, Берово, Радовиш. Лекувајќи се тука, доаѓајќи во болницата, пациентите се со различна клиничка слика на заболувањата, почнувајќи од интернистичка патологија, невролошка патологија, психијатриска, хируршка, педијатриска и сите патологии кои што ги лекуваме во болницата, нашите специјалисти што ги имаме. Меѓутоа, заради короната, малку е, како да кажам, успорена работата во смисол на сето тоа што се прави контрола, носење маски, држење растојание, хигиена и пациентите треба да имаат трпение за да бидат прегледани од соодветниот специјалист. Не се запоставени ни другите клинички слики од патологијата од која имат проблем и се лекуваат нормално, така да ни еден пациент не е вратен што е дојден да побара лекарска помош во општа болница Струмица. Јас, иако се ја изголемен бројот на пациенти кои што се јавуваат покрај короната што ја имат, кога ќе дојдат на специјалистички преглед, да речеме во интернистичка амбуланта, се скренува внимание на пациентот прво дали некој пат клиничката слика, интернистичката клиничка патологија што имат,
се совпаѓа со клиничката слика од коронавирусот. И се прашува секој пациент дали има проблем со тие клиничка слика што ги обременува диагнозата околу поставувањето на патологијата и лекувањето на пациентот. И затоа малку, ако треба пациентот да се лекува во болницата, се бара ПСР тест и за да сигурно остане пациентот на лекување во болничко лекување. Така, што е со инвазивните зафати во болница? Се прават редовно? Инвазивните протоколи? зафати се прават, нели, ако патологијата налага да не помине во акутен настап на болеста, се договара, се прави ПСР тест и се по-конкретно за хируршките гранки, но не значи дека тоа не се прави и со интернистичката патологија. Затоа ПСР тестот е валиден за да биде пациентот задржан на лекување. Затоа малку се одложи ден-два додека се тестира пациентот и да се види резултатот од тестот. Ако е негативен, се продолжува лекувањето, го задржуваат на оделение и продолжува лекувањето на пациентот. Ако е позитивен, го изолираат и меѓутоа пак се води сметка да не неговата патологија што е имал за тоа што е дојден во болницата да не помине во акутен настап на болеста па да му направи проблем на пациентот. Значи паралелно се лекува и ковидот? И ковидот и за тоа што проблемот што го има пациентот во моментот што е дојден на преглед во болницата. Сликата во Струмичката болница е дека хируршката амбуланта, која што пред почетокот на пандемијата ја користаа хирурзите, сега во овој момент ја користат лекарите кои што ги лекуваат пациентите на дневна амбуланта. Но овдека во најскоро време со реализирањето на проектот за ковид амбулантата ќе биде преместена неврологија, односно амбуланта за невролошките заболувања. Каква е сликата во моментов? Какви трансфери ќе се направат и која амбуланта каква пренамена ќе добие од прилогот што следува? Наредната недела ќе пристигне опремата наменета за внатрешно уредување на модуларната болница во Струмица. Од управата велат дека се направени и последните подготовки кои треба да ги завршат активностите околу адаптирањето на условите кои ќе допринесат за непречена работа на модуларната болница наменета за лекување на ковид позитивни пациенти. Монтирањето на модуларната болница е завршена, меѓутоа натрешното опремување сега треба да започне, тоа што уште има малку работа околу инсталациите. Тоа ќе биде завршено во најскоро време и ќе гледаме во најкраток период да ја пуштиме во употреба модуларната болница. Тоа што е простор кој што е наменет за пациенти болни од COVID-19 и ќе бидат условите подобри во однос на другите услови кои што се лекуваат сега пациентите. Пациентите кои во моментов се лекуваат на дневна амбуланта во поранешната хирургија од наредната недела ќе ги користат медицинските услови во модуларната болница. Медицинскиот персонал заедно со лекарите ќе ротираат како и досега. Оти болницата кубори со персонал. Неминовно е да не го спомнеме ивермектинот, кој што во последните неколку денови се крена прашина. Лекарите, матичните лекари, лекарска комора ги обучуваше како и на кој начин да го препишуваат лекот ивермектин и на кои пациенти. Струмичките лекари велат дека започнале веќе со примената на запишување на и издавање, односно на ивермектинот на пациенти кои што се во акутна состојба, но велат дека го препишуваат и на пациенти кои што имале некаков допир со ковид позитивен пациент превентивно. Но велат дека не треба да се злоупотребува ивермектинот и не смеат пациентите да го земаат на своја рака. Што велат матичните лекари од Струмица, каква е состојбата и што е она кое што ивермектинот го издвојува од останатите лекови и од каде се увезува и која е неговата цена.
Лекот ивермектин, кој со одобрение на здравствените власти почна да се увезува во земјава како терапија за лекување на COVID-19, но и превентивно веќе се применува во пракса. Имено, матичните лекари велат дека најчесто го даваат на пациенти кои се во акутна фаза на болеста, ама има и случаи кога лекот го препишуваат на пациенти за превентивна употреба, со веќе претходно утврдени ризици по здравјето и можност за развивање на вирусот. Лекарската комора започнала со онлайн предавања за матичните лекари во целата земја, на кои им се дообјаснуваат протоколите за употреба на лекот ивермектин, кој се употребува за третман на болеста COVID-19. Од следната недела, како што информираат од Министерството за здравство, лекарската комора ќе организира и дополнителни онлайн дискусии со клинички доктори за околу употребата на лекот. Во меѓувреме, здравствените власти предупредуваат лекот да не се зема на своја рака и граѓаните да не прават залихи за да биде достапен во аптеките на оние на кои навистина им е потребен. Лекот ивермектин може да се зема само со лекарски рецепт од матичен лекар или лекар специјалист кој што е лиценциран. Истиот може да се употребува во домашно и болничко лекување и да се зема превентивно, исклучиво со лекарска препорака, во случај лицето да било во контакт со COVID позитивен. Во моментов има доволни количини, но ќе има и доволно количини за пациентите на кои им е потребен овој лек. Пациентите потребно е да не го земаат на своја рака, туку исклучиво со матичен лекар или специјалист. Децидни се од Министерство за здравство. Ивермектинот не е на позитивна листа на лекови, кои потпаѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување. Согласно решението на Малмет, истиот лек се издава исклучиво на рецепт и се пременуваат одредбите за издавање на розов рецепт. Не треба да се прават залихи како што беше со сумамедот, за да остане лекот во аптеките за оние кои што им е потребен. Посочуваат од лекарска комора, додавајќи дека ивермектинот не треба да се пие без консултација со доктор, зашто во комбинација со одредени други лекови може да предизвикува и несакани последици. Во Струмица пред 2 седмици броеше околу 600 активни случаи на COVID позитивни пациенти. Оваа бројка драстично опадна и бројот на пациенти кои што бараат лекарска помош на во дневниот центар во Струмичката болница. Полека се подготвува и завршуваат активностите околу модуларната болница во кругот на болницата. Каква е состојбата, што велат лекарите и кога би била истата готова? Модуларниот COVID центар во Струмичката болница полека се комплетира, каде начално требаше да се лекуваат COVID позитивните пациенти. Ама сликата почна полека да се менува. Бројот на позитивни опаѓа, ама од управата вела дека сепак COVID центарот ќе биде добре дојден. Оти ќе се ослободи хирушката амбуланта која во моментов се користи како дневен центар за лекување на позитивни, за таму пак да се премести невролошка амбуланта. Како што оди трендот на намалување на бројот на пациенти, модуларната болница ќе биде пуштена, меѓутоа тие што ќе треба да се лекуваат остатокот од пациенти кои што се во се помал број, ќе бидат во подобри услови кои што се правени по светски стандарди, по една соба, по еден кревет, 2, и мислам дека сите услови ќе бидат задоволени за едно по-нормално лекување на пациентите во COVID центар. Струмица во моментов е со 26 хоспитализирани лица. Има 24 слободни места, а 12 се на дневна амбуланта. Активни случаи до пред 2 седмици беа околу 600, ама сега има само околу 100 пациенти. Епидемиолозите сепак апелираат граѓаните да не се опуштаат, да ги почитуваат мерките со цел трендот на намалување на бројката и понатаму да остане. И како последна информација во ова издание на ТВ Ординација, изјавата на премиерот Зоран Заев и за состојбата со вакцините. Кога се очекува првите вакцини да се примат и од каде? Разговаравме утрово со претседателот Вучич, тие прифатија да ни помогнат. Деталите ќе ги утврдиме во текот на денот. Знам дека она што можат да го потврдат слободно е 8.000 вакцини од Pfizeровите, а другите имат договори кои што треба да ги проверат, клаузули, дали тоа може да го направат. Соодветно јас, министрот за здравство и другите ќе информираме. Јас сум многу благодарен и сакам од името на целиот македонски народ да изразам благодарноста до претседателот на Србија Александар Вучич, до владата српска, до српскиот народ. Ова е сериозен чин на пријателство.
кој што покажува дека еве солидарно сака да сподели со својот јужен сосед дел од вакцините кои што ги имат. Она кое што сакам да го потврдам е дека при прифаќањето на нашите барања кои што испратија на секаде, председателот Вучич понуди према нашата земја да помогне со вакцини и тој ги изости зборовите дека сакаме и да го донираме тоа. Сме благодарни на таквиот чин, секако ние сме земја, имаме пари и ќе се оплатиме, па после тоа од негова страна беше потврдено дека ќе ги дадат по набавните цени, секако кој што Србија ги има набавено вакцините. Следуваат деталите кога што ќе разговарат министрите за здравство и јас денеска имам уште еден разговор со премиерката Ана Брнабич за деталите, транспортот, регистрацијата. Знаете дека се уште протоколите и во Србија и кај нас за регистрацијата на другите вакцини се утврдуваат од соодветните наша и српска агенција за лекови. Тоа веќе го работи министерот за здравство. Утрово направивме состанок и со министерот за здравство за сите детали, за сите подготовки. Уште еднаш сакам да потврдам дека првите вакцини се онака како што личи, а тоа е за нашите херои. Тоа се здравствените работници кои што работат во ковид центрите. Со изјавата на премиерот Зоран Заев ја заокружуваме оваата во ординација. Ви благодарам што и вечерва бевте со нас. Се гледаме во наредното издание.